Ви благодарам за вашето присуство на денешната пресконференција, која што како тема ја селектиравме една од актуелните теми потребни за развојот на малите и средни компании во Република Македонија. Транспарентноста во работењето на компаниите е се почесто и пошироко експлоатиран термин во светски рамки, меѓу првите термини на кои што помислуваат инвеститорите при донесувањето на своите инвестициони одлуки, термин кој што често се актуализира од страна на доверителите, најексплоатиран во маркетингот на компаниите во светски рамки и најзначаен како еден од укажувачите во анализите од страна на аналитичарите. Штом има толку засегнати страни во транспарентноста во работењето на една компанија, неспорно е големото значење на транспарентноста на малите и средни компании, посебно во услови каде што тие учествуваат со 99% од сите европски компании. Од вкупно 20 милиони компании, колку што се во Европската Унија, 99% се мали и средни компании, кои што тие сите заедно учествуваат во формирањето на бруто домашниот производ со 77%, бруто домашниот производ на Европската Унија со 75% и обезбедуваат повеќе од 80 милиони вработувања гледано во европски рамки. Секторот на мали и средни компании во Република Македонија опфаќа над 98% од активните деловни субјекти во Република Македонија. Тие учествуваат со повеќе од 68% во формирањето на бруто домашниот производ во Република Македонија и обезбедуваат 2/3 од вкупните вработувања во Република Македонија. Значи, гледано европската економија и македонската економија се базира на малите и средни компании. Тоа е причина што треба да добијат поголем дел од вниманието и грижа во овие тешки времиња. Во таа насока Стопанската комора на Македонија во изминатите години работеше преку своите секојдневни активности на изработка, значи на развој на неколку нови услуги, наменети пред се за поддршка на малите и средни компании за настап на странски пазари, потоа за намалување на ризикот во нивното работење при изборот на своите деловни партнери од странство и зголемување на транспарентноста во работењето на истите компании во Република Македонија и пошироко. Стопанската комора на Македонија од 2013 година издава еден сертификат наречен Excellent SME, сертификат за успешност во работењето на малите и средни компании. Тој сертификат, со издавањето на тој сертификат, комората создава една бела листа на успешни компании, чија главна цел е да се промовира бизнисот на тие компании, да се нивниот бизнис осигура на некој начин, да се истакнат добрите деловни практики на тие компании во Република Македонија, да се зголеми нивната пазарна транспарентност. Овој сертификат уствари представува на некој начин потврда за добро водена компанија, која што е финансиски стабилна компанија и компанија која што има умерен или низок ризик во исполнувањето на своите деловни обврски. Сертификатот се издава по строго утврдени критериуми, кои што критериуми покрај тоа што треба да е мала и средна компанија, треба да обезбеди оценка од кредитен ризик од најмалку 6, со која што се прави врз основа на деловна финансиска стручна анализа. Бројот на компании кои што во моментот се наоѓаат на таа бела листа во Стопанската комора се 150 компании кои остваруваат годишен промет од 561 милион евра или добивка пред онаначување од 33 милиони евра, компании кои вработуваат во Република Македонија повеќе од 5500 вработени. Овој сертификат представува еден проект во кој што се вклучени во моментот повеќе од 10 земји, каде што издавачи се стопанските комори од соодветните земји, поддржани од соодветна бонитетна куќа. Тука се Македонија, значи Словенија, Србија, Бугарија, Црна Гора, Хрватска, Романија, Словачка, Унгарија, но
во подготовки е и Република Германија и Италија. Сите овие носители на овој сертификат од овие 9-10 земји имаат можност преку единствена платформа меѓу себе да се поврзат, да разменат информации, да воспостават деловни комуникации и тие нови деловни односи, при тоа истите се сигурни дека станува збор за проверени компании за да продолжат понатака да соработуваат на деловен план. Како друга услуга која што комората ја работи, која што е наменета за мали и средни компании, преценно меѓутоа и за големите компании, е тоа што овозможуваме за македонските компании достапност на бонитетни извештаи за повеќе од 12 милиони компании од повеќе од 165 земји. Зошто оваа услуга? Затоа што сметаме дека македонските компании пред отпочнување на било каква соработка со деловен партнер од странство, за да си го заштитат својот бизнис и својот капитал, потребно е да на некој начин ја проверат кредитната оценка на потенцијалниот свој деловен партнер, за да знаат со каква компанија отпочнуваат соработка и да го знаат нејзиниот кредитен рейтинг во насока на навремена наплата на своите побарувања од тој деловен однос. Во 2017 година Стопанската комора на Македонија оди чекор понапред со тоа што отпочнува со самостојна изработка на бонитетни извештаи, значи без вклучување на меѓународни бонитетни куќи. На почетокот оваа услуга ја нудиме само за компании од Република Македонија, со тоа што оваа потреба се јави поради различните потреби на корисниците, на компаниите од Македонија, поради опфатноста и деталноста на тие извештаи. Значи, нудиме три типа на извештаи: извештај за парични текови, извештај за финансискиот ризик на компаниите и извештај за сеопфатниот ризик на компанијата. Значи, сеопфатен кога збориме покрај оние финансиски утврдени ризици од работењето на една компанија, како што е профитабилност, солвентност, адекватност, така натака. Овие извештаи нудат и подлабока анализа за работењето на компаниите, а тоа е ризици во дејноста во која што се значи кој е ризикот на дејноста во Македонија, потоа деловни ризици на самата компанија, ризикот на земјата. На овој начин сакаме како институција како Стопанска комора да помогнеме во делот на тоа што викаме дека големите компании, големите земји глобализираат. Ние сметаме дека малите компании треба меѓусебно доста да соработуваат и повеќе да бидат транспарентни за своето работење пред јавноста и пред меѓународните и потенцијални деловни партнери, со цел да си го зголемат својот капитал и да создадат дополнителни вредности и зголемен раст, да допринесат за зголемен раст на економијата во целост.